Факултетот за ликовна уметност одбележа еден убав јубилеј, 45 години постоење, изложбата во Музеот на современа уметност, прекрасна изложба, генерацијски може да се погледне и во делувањето, и во изложувањето, и во представувањето. Пред се честитки за јубилејот. Ви благодарам многу. Да, многу се радуваме што одлучивме јубилеот 45 години Факултет за ликовни уметности, односно ФЛУ кратенка, да го прославиме не само со еден ден, туку во текот на целата година. Сите настани кои што ги работиме, било да се тие планирани и се случуваат секоја година или пак се адхок нели за оваа година, да бидат под капата на јубилеот за да станеме повидливи. Централен настан беше нели изложбата во Музеот на современа, каде се представуваме со по едно дело сите професори, целиот наставен кадар од почетоците до сега и случајно искочи да бидат 45 години, 45 дела, 45 уметници. Изложбата ќе биде сигурно отворена месец дена, може би нешто подолго, така да ги поканувам вашите гледачи да ја погледаат, бидејќи нуди некаков пресек на речиси половина век македонско ликовно творештво. Навистина не е за подценување, долготрајна е традицијата на ликовната уметност. Меѓународен ден на уметноста. Вака, може би, генерално сеопфатно, широко и многу треба да се зборува, меѓутоа ајде ќе се сконцентрираме на ликовната уметност. Еве во Македонија, бидејќи навистина долги години се занимавате со оваа благородна, можам да кажам, и навистина нешто што секогаш кажуваме, уметникот се она што го гледа, го доживува, го пренесува преку своето дело. Точно така, меѓународниот ден на уметности тука кај нас почна да се прославува, ми се чини негде пред 4-5 години. Ние како факултет го одбележуваме во соработка со Europe House. Тие ни пристапија, не сум сигурна дали беа пред 4 или 5 години, да правиме активности кои што ќе бидат интересни и за студентите и за јавноста. Во принцип, работевме проекти кои што ја доближуваат уметноста до пошироката јавност, нели да не треба да влезат во галериите или музеите, туку да им биде уметноста подостапна и тоа беше многу интересно. Лани проектот се случуваше во соработка со цел УКИМ. Најмногу акцент има Факултетот за ликовни и филолошкиот факултет, меѓутоа се случуваше на кампусот на УКИМ и тоа беше една интересна соработка каде што ги лоциравме уметничките дела кои што се во собственост на филолошкиот факултет и произлезе на публикација каде што се објаснува историјата за да биде јасно на сите дека уметноста сепак си носи историја, си има свое значење и си има своја вредност. Сега, она што кажувате, нели, меѓународен ден на уметноста, тука спаѓаат сите уметности, и музиката, и книжевноста, и театарот, нормално ликовната или визуелната уметност. Меѓутоа, пак, ја колку што знам, овој ден е посветен на роденденот на Леонардо да Винчи и сега тој како еден од најпознатите, нели, нема човек кој што не го знае Леонардо, е како спој на сите уметности, а плюс и интердисциплинарен, бидејќи знаеме дека тој можеби повеќе бил инженер од колку што бил уметник. Меѓутоа, нашиот факултет има изложба во Музеот на современа, која што го бележи и денот на уметностите, а ќе имаме во текот на целиот месец случувања, доделуваме дипломи на дипломираните и магистрираните студенти, така да тоа ќе биде баш свечен чин за денот. Кога би се навратиле? Она што го кажав и претходно, што го гледате, го чувствувате, го доживувате, не можеме да се некако пофалиме од се оно што се случува околу нас во општеството, не само во Македонија, во светот, некако како политиката и сите неубави случаи, има воени жаришта, вие уметниците
малку и генерално ве прашувам, сето тоа некако го прикажувате преку делата и сакам да кажам дека ако пред 10 на 15, 20 и повеќе години гледавме едни прекрасни пейзажи, гледавме се нешто убаво околу нас, она што го правите како перформанс, она што го насликувате, што го представувате на јавноста, како да го осликува секојдневието. Дали сум во право? Сосема сте во право, бидејќи уметниците го прикажуваат она што го доживуваат, што го размислуваат и што ги обкружува. Јас често кажувам дека уметниците се хроничари на своето време, без разлика дали се тие инволвирани во некакви општествени случувања или не. Она што е дефинитивно точно е дека уметноста не се занимава веќе долго време само со естетиката, туку се бави со прашања кои што треба да предизвикуваат размислување, па дури и да наметнат некакви промени. Мислам дека не се сваќа сосема јасно дека уметникот има многу голема улога во општеството. Во минатиот век, кога Македонија била релативно млада држава и нашите уметници биле едуцирани во странство, нели се враќале тука за да ги пренесат своите знаења, општествените прилики биле поинакви, значи интелектуалците и уметниците се ценеле повеќе. Сега за жал духовното и интелектуалните способности не се на таков пиедестал, повеќе се цени материјалното и мислам дека општеството треба да се избори со тоа, особено вие како телевизија, ако почнете почесто нели да правите анализи, да ја обработувате македонската ликовна или уметничка историја, мислам дека на тој начин се создава поголема општествена свест, а не се бавиме со дневните проблеми. Сосема на крај, сакаат ли младите да бидат уметници? Ве прашувам во вашата фила да бидат ликовни уметници, односно сакаат ли да се занимаваат со оваа уметност? Да, сакаат да се бават со уметност. Тоа го кажува фактот дека постојано имаме ние студенти на факултетот за ликовни уметности, иако доминира бројот на оние кои што сакаат да се бават со визуелните комуникации или пак со друг тип на дизајн, односно нешто што им пружа посигурна материјална иднина. Иако има случаи кои што ентузијастички влегуваат, значи за да се стане релевантен и познат ликовен уметник треба да се жртвува многу време, енергија и средства за да се создаде собствен личен израз. Уметниците се многу интересни луѓе. Сите мислат дека живееме во свој свет, точно, можеби живееме во свој свет, но не сме глуви и слепи за она што не обкружува, а ние нашиот свет сакаме да го прикажеме на јавноста. И на тој начин се обидуваме да предизвикаме размислувања, промени, љубопитност, да го опчиниме интелектуалниот ум на посетителите. Благодарам за разговор. Благодарам и на вас.